Деца мои, синови мои, снаи мои, ми дојде часот да отидам горе пред Бога. И не ми е жал, и не ми е страв, зашто тоа што го поминав, тоа што го живеев, убаво си го проживеев. Вистина сиромаштија, ама убаво. Честно животот си го поминав. И затоа не се плашам да отидам горе пред Бога. Знаеме дека не се плашиш да заминеш, мајко. Ама ние сакаме да останеш уште малку со нас. О, кој не сака си? Ама не ме остава дедо Боже. Ме вика горе кај неком. Може би не е убаво што ќе го кажам ова сега, мајко, ама имотот меѓу нас остана неподелен. Татко не го подели, па ти ако не го поделиш, ние двајца... Брате, бре! Не, деца. Досега јас бев со вас, така е. И ова не го кажувам само за себе, дека убаво и честно сум живеела. Го кажав и за вас. Во сиромаштија ве изгледавме со таткови, ама домаќини од вас, честни луѓе направивме и затоа не се плашам. Не се плашам. Ако дојде денот да се делите, делете се. Зошто да не? Ама така, како што ве научивме, честно и праведно. А и вие, снаи мои, досега убаво си живеевте. И понатаму да си се сложува. Не бери гајле, мајко. Па ние досега сложно си живеевме, та и од сега сложно ке живееме. Така е. Убаво си живеевме, ама мајка беше меѓу нас. А сега, кога ќе останеме сами, не знам што ќе биде. Вистина, вели жена ми, мајко. Досега ти стоеше меѓу нас, па за да, не дај Боже, не стане големата, најубо ќе биде да се знае кој што ќе добие. Брат! О, синко мој, досега јас бев меѓу вас. Од сега натаму меѓу вас да стои слогата, да се сложувате. Ви реков, делете се, ама праведно, не е многу за делење. Сиромаси сме, ама тоа што го има, на половина. На еднакви делови, половина на едни, половина на други. Ајде, деца. Ќе бидеме сложни, мајко. Да бидете. Ајде сега. Одете си. Ама... Тука е, близко е часот, ама не е сега. Одете си. Оставете ме, чеда. Оставете ме сама со Бога да се виде. Не плачи, невесто. Ќе дојде часот и за плачење, не плачи. Те оставете ме малку сама, со Бога да се видам. Еј, ја гледаш Нивана? Ја гледам, бе, жено, и не знам што да кажам. Гледај, со братот направивме, како што рече мајка, се наполу поделивме, гледај, неговите ниви се скрши од рота, нашиве пуста пустелија. Бре, и тоа ми ти било брат. Тебе ти ги тупо со нивите што не раѓаат, а неговите, опа! Немој да грешиш, душа. Убаво, братски си се договоривме кој која нива да ја земе, не. Се сеќаваш мајка што рече, Што? а?
се братски да делиме. Па така. Наполу. Па така направивме. И па ќе одиш кај него и ќе му речеш родот да се подели пола нему, пола тебе. Не знам дали бива таа работа, не. Слушај, ако не знаеш ти, знам јас. Ако не отидеш ти, отидов јас. Добро бе, жена, добро, ќе одам, ќе му кажам. Ќе гледам нешто да работи и така одоколу ќе му кажам. Брата бе, сакам нешто да ти кажам за ова, за нивите што ги поделивме, па некако ми се чини како да не ги поделивме добро. И сега сакаш да се пределиме. Па сега, Бидува бе, брат. Еве до година земи ги ти моите ниви, јас ќе ги земам твоите. добро, за до година ќе ги земам јас твоите ниви, да, ама за оваа година, брат, јас ништо род не добив, а ти голем берик ќе ти имаше, па ако може, мислам да го поделиме на пола. Мојот бериќе да го поделиме. Па нели браќа сме, а? Бидува бе, брат, ќе го поделиме. Ти си ми брат и јас тебе без бериќет не те оставам. Па таков те сакам бе, брат бе. Па нели сме браќа бе, дај да те гушнам бе, брат бе. Леле, мајко, ме ги нема кокошките. Леле, црна јас, леле. Жена, што викаш како попарена? Да ти кажам и попарена сум, погледни, само пердови останале. Кој ни ги изел кокошките? Ама не знам кој ги изел кокошките. Слушај, од тебе барам, од брат ти да побераш, да ти даде кокошки. Од неговите. Како 5 кокошки да ги подели напола? Така ќе ги подели. Еве, не е вратен од надрва. Оди пречекај го, моли го, куми го, измоли го да ти даде барем 2 кокошки. Јас ќе одам внатре. Кога ќе се вратам во кокошарникот, сакам да видам кокошки. Добар ден, брат. Дал ти Бог добро, брат. Ама мене баш и не ми е најдобро, еве. Ноќеска влегло нешто во кокошарникот и ми сотрело кокошките. Што е ова? Што се случило со кокошките? Што знам, брат, некоја проклетија влегла и ги сотрела кокошките. Ама твоите небери гајле добри се, живи, здрави се. Убо што го подели родот со мене, брат, ама без живинче останав. А онаа мојана, да ја видиш, вика, коси корне. Брату, не бива за едни кокошки да си ставаш црклама на душата. Ти знаеш, ние во сиромаштија сме израснати. Та може ми со кокошки и без кокошки. Еве, земи 2 од мојви и пак ќе си имаш живинче. Само те молам, немој да ставаш црклама на душата. Сполај ти, брат, сполај ти за оваа добрина што ми ја направи. Ќе одам да израдувам онаа мојана, пошто се откорна од плачење. Сполај ти, брат. Оди до кокошарникот мој и земи 2 кокошки. Јас ќе одам малку да отпочинам. Сполај ти, брат, сполај ти. Доматине, и кокошките му ги даде, а? Жал ми падна домаќинки. Брат ми е. Доматине, молчев, ама не можам да додржам. Се си мислев да не ги скршам зборовите на мајка, да сте честни и добри, ама ова со брат ти и жената му ја поминува секоја мера. Прво, го поделивте родот, па потоа нивите, па кокошките. Еден ден ќе дојде и куќава, што ја имаме со 2 соби да ја поделиме, една за нив, една за нас. И од таа соба да не избркаат и на сокак да останеме. Дебре, домаќинке, да немаме да зборуваш вака. Ами ти самата гледаш дека ми тргна работата. Досега никогаш не ми одело вака. Па, оти да не помогнам кога можам. А и сам сакам да сум чесен и добар.
Си мислам, може би затоа ми оди добро работата. Може би и мајка сега ме гледа од озгора и ја гледа мојата честност и ми помага. Добро велиш, домаќине. Не мислам дека не е така. Ама ова со брат ти, не гледаш ли дека будала прави од тебе? Се фатил за тебе како пијавица и само те цица. Епа тоа ми е мака. Каков е, таков е брат ми е. Не сакам да чуjem дума веќе за него. Добро. Добар ден, брат. Дал ти Бог добро, брат. Ние ќе одиме на мало нивче крај дека да поработиме троа. Ако ви затребаме нешто, таму ќе видиме. Арно, ние тука нешто работиме. Ајде, со здраве. Со здравје, брат, со здравје. Бре, не можам да го гледам и готово. Гледай го. Се одрака му оди, бре. Се што ќе фати угоре му. Да ти кажам, жено, и мене не ми е мило на душичкава, еве. Него се одрака му оди. И нивите ги сменивме и неговите пак родија, нашите ништо. Слушај, имам идеја. Што? Да му ги земеш нивите. Чекај. Ова не парате слушам или што е? Како да му ги земеме сите ниви? Така дека му ги земеш. И тие што раѓаат, и тие што не раѓаат. Па што знаеш, може би ќе ни тргне работата угоре. Како мори, жено, како да му ги земам, како да му го земам сиот имот? Ми текна. Слушај, ќе земам едно грне. И во тоа грне, само слушај. Шове. Епа, убаво, брате, што дојдовме тука во визбата, да поделиме тоа што е тука останато и да кажеме дека меѓу нас се е поделено. Арно бе, брат, арно. Ама овде нема што да делиме. Овде во визбава не сум се симнал уште од пред да умре мајка. Велиш, нема што да делиме, а? Има. Нели, визбава не е поделена. Море ќе делиме се, до сламка. Знаете какви се луѓето? Ке се фата за сламка и ке се испокараат. Тоа не е убаво. Да, и не е убаво, не е ни добро. Ама ние не сме такви. Сега не е важно какви сме. Кога сме дошле тука да поделиме. Ајде. Сега гледајте убаво што има и колку има, за да не сгрешиме во делбата. Шо има да се гледа, еве, казани бе се. Едниот ќе го земам, јас едниот ти. Бива таа работа? Бива. Ајде. А не! Другиот казан, другиот, тој е поарен. Леле, грне. Грне? Да. Леле. Мене, брат, ова не ми личи како за грне, за граварење, ова е како за злато чување. И мене ми личи на такво. Ама, од каде вакво грне во нашава куќа? Што зборуваш се нешто? Ако има злато, татко и мајка немаше да живеат во сиромаштија. Леле, ако има злато, можеме да кажеме збогум сиромаштијо. Се гледа дека имало злато внатре, останало само едно паре. Леле, кој ни го украде златото од нашата куќа, леле? Ама, кој можел да го земе? Чекајте, бе, луѓе, застанете малку. Каков крадец, какво злато? Мене оваа работа ми е малку, брат. Што, брат? Што? Не ти мириса на арно? Како не ти е срам, бе? Како не ти е срам да крадеш од родениот брат да крадеш? Срам да ти е рам. Полека, брат, полека. Што зборуваш? Што полека? Кажи каде е златото и да го поделиме братски. Какво злато, бе, брат? Ниту злато сум видел, ниту злато сум земал. Немојте, бре, луѓе, немојте. Немојте на Божја правдина да не набедувате.
Па ние немаме никакво злато. Ти сами знаеш дека јас не сум таков. Јас и ти се поделивме братски, така? Дури од моето ти дадов. Да. Сега знам ми текна. Зошто ни даваше? И од имотот, и од нивите, и од кокошките. Затоа што златото си е кај тебе. Леле, аман бре луѓе, какво злато? А, нема аман. Вади го златото што си го зел од грното и подели го со мене братски. Ма кај да го најдам тоа пусто злато? Знаеш што? Ако нека си седи златото кај него. Ама за возврат ќе ни го дадат сиот имот. Леле. Нема леле. Шта леле? Немаме ни злато, нити чуваме, нити имаме. Ќе одиме кај кадијата и тој нека пресече како ќе биде. Одиме кај кадијата. Аман те бре луѓе. Значи, затоа сте дојдени кај мене, а? Ти бараш од брата ти да ти го даде или половина златото што го зел од грнето, или целиот имот. Така? Така, Кади Ефенди. Јас само си барам половина од златото, а ако не дава, нека ми го даде имотот. Ама Кадио, јас злато со око не сум видел, а не пак... Сус, бре. Се разбрав и се ми е јасно. Ај сега вие двајцата, излезете малку надвор, оти сакам на рад да помислам, а сетнем ќе ве викнам да ви ја кажам пресудата. Ама, Кади Ефенди, што има тука да се размислува? Тука... Сус, бре! Сус! Кој овде Кадија? Јас или ти? Ти ќе ми кажуваш мене што и како треба да правам? Ајде, излегувајте! Арно, Кади Ефенди, не се сакалдисувај. Излегувајте како што реков. Ајде, гит! Ха! Измечеру! Бујрум Кади баба. Ела, баба. Абе, измечеру. Ги слушна ти овие двајца, али не ги слушна? Така. Нешто чув, нешто... Па нели ги знаеш, бе, ти овие двајца, ба? Оје? Ги знам, де? Еми, јас колку што ги знам и колку што ми држи умот, тие двајцата цел живот беа сиромаси, а и мајка им и татко им. Ако не се лажам, цел живот беа копуци, многу сиромаси. Не се лажеш, Кади баба. Така е. И како што ми имаат кажувано, не е само за татко им, за мајка им, ами дури баба им, дедо им. Сите биле многу сиромашни. Да. На мене ми тука нешто ич не е по ујгун. Има тука некоја ујдурма, има. Слушај, вам измечеро. Ти сега вака ќе направиш. Ќе појдеш и ќе ми донесеш на мене едно каве, татли и еден локум. Веднаш, Кади баба. Што ти е, Моријордо? Некако целата си ми скиселена. Камен ми се удри од глава стамено. Што зборуваш, Моријордо? Каков камен? Ами ако имаш некоја мака, кажи, зошто сме комшии за да си помагаме? Не знам што да мислам. Дали сгрешивме или не сгрешивме. Само си го чекам домаќино да се врати, па да видам што се сторило. Аман, Моријордо. Ами кај ти е домаќинот? Па вие сте многу добри луѓе, вие никому ништо лошо не сте сториле. Какво злове нашло вас? Кажи, ако можам нешто да помогнам, само кажи. Немој, порно да не кажувам, зашто ако речам, сега ќе сгрешам. Бујрум, кафето, Кади баба. Татли, ти како што го сакаш. Сполајте, измечеру, сполајте. Ајде сега, измечеру, плај го кафето тука. И седни на моето место. Седни, не чуди се. Ќе ти кажам зошто
и што треба да правиш. Ајде, седи. Ајде. Так. Земи го чибуков, земи ги бранициве. Ајде. И кој ќе влезат браќава, ти ќе бидеш кадија, ќе го пушиш тутунот, ќе го јадеш локумот и ќе го пиеш кафето. Ајде. Кади баба, не си играј мајтап со мене. Јас сум прост човек. Не ќе знам да пресудам. Не знам книга да пеам. Законов не ќе знам да го прочитам. Сузба измечару, прави го тоа што ти го велам и не бери гајле. Сега ќе ги викнам браќата. Браќа, влезете, влезете. Сега вака ќе биде. Јас ке стојам тука и ќе бидам сведок на судењето, а измечарот мој ќе ви ја каже пресудата, оти тој сега ќе биде кадија. Ама кади баба, как? Сус, бре, сус! Во судницава треба да има ред. Ајде, измечару, кажи ја пресудата. Нешто не зборува кади баба, како мутљак ми стои. Еми, може и не те разбрал добро. Што бараш? Ајде, кажи му уште еднаш, ама со усул. Види, кади баба, јас само си го сакам половина од златото. Или, ако не го дава, имотот да ми... Кади баба, овој ништо не разбира. Овој вистина седи тука на твоето место, има бројаница, пуши чибук, пие од кафето и локумот, ама ни знае да зборува, ни закон да прочита. Така ли, а? Така е, кади... Иако е седнат на убаво место, не може да биде кадија, така? Како што и таткот и мајка ти не можат да бидат сиромаси, а да имаат полно грне со злато. Како што тој, ако го знаеше кадискиот занает, ке беше кадија, а не измечар. Како што таткот и мајка ти, ако има полно грне со злато, немаше да живеат во сиромаштија, туку ќе живеа како чорбаджи. Ама кади... Што ама, бре? Нема ама. Видели, бре, копук еден, до кај те донесе таа твоја алчност и ненаситност, а? Сега јас треба да ти го земам целиот имот и на брата ти да му го дадам. И да те фрлам насокак. Аман, а не кади баба. Јас ќе те молам за него. Неговиот дел од имотот нека си остане негов. Јас не го сакам. Од сево ова доста е што Белким сега разбра што сакаше да каже мајка кога беше на смртна постела. Пеки, бе, пеки. Ако така велиш, така нека биде. Ајде сега, сектор од тука, сектор. Арно, кади баба, сполајте. Чекај. Ти, цел живот да му бидеш благодарен на брат ти што не те остави насокак, без ни кучиња месата да ти ги јадат. Ајде, гит, гит. Сполајте, кади. А ти измечеру, ајде, стани сега ти од тоа местото, ја сврши работата што требаше да ја завршиш, оти сега јас треба да си седнам на моето место. Стани бе, ајде. Ајде така. И сега, оди и донеси ми друго кафе и друг локу. Ајде. Веднаш кади баба. Туку не, чекај, да ми те прашам нешто јас тебе. Ти научи нешто од ова судење или не? Прост човек сум јас, кади баба, ти кажав. Кадискиот занает јас не можам, не знам да го научам. Ама, се ми се чини оти нешто друго разбрав. Слогата, вистината и правината секогаш победуваат. А, браво! А школ сум без вечер. Ај сега, оди да ми го донесеш кафето и локумот. Ајде.
Веднаш кади баба. И внимавај, јаваш, да не ми го истуриш кајмакот од кафето, разбра?